зборуваме за космодроми, рековме вечерва не за друго, но не можам да одолеам да не ве прашам. Помали земји, што беше неочекувано. Не можеше да се очекува пред 2 или 3 децении. Лансираат собствени летала. Колку ја нарушуваме природната рамнотежа? Да, мислам, што се однесува до ова, прашањето е доста, би кажал така на место. При самото лансирање, еве само да земам во обзир. Пред 2 или 3 години космодромот Бојконур го прослави 1500 лансирање. Значи до сега има лансирано преку отприлика околу 1700 летала. Космодромот исто така истата година космодромот Кейп Канарала прослави 1000 лансирање. И космодромот Гуру во француска Гвајана што е, значи он имаше негде околу 500 лансирања во истиот период. Значи се на се отприлика негде преку 3000 лансирања имаме за овој период. И она што е страшно пред тоа е да оној озонскиот слој од што ја штити земјата, значи што се наоѓа некаде од 19 километри, па се некаде до 40 километри. Значи оној дел кој што ги сопира оние УВ зраците од Вселената, значи кој што нас не штити, при самото проаѓање на било кое вселенско летало од него, он го раздробува на некој начин и е потребно некаде од 6 до 7 месеци. Значи, пак тој дел кај што е поминато тоа летало, значи да се врати во првобитна состава. Да се врати во во првобитна состава. Тоа е прва работа. Друга работа е при самото паѓање на овие делови. Еве да речеме преска што го кажував на самиот Space Shuttle, централниот резервоар, бустер ракетите, или при лансирање на Аполото, на советските ракети Сојуз или она. При секој лансирање, откако првиот мотор ќе се потроши заедно со резервоарот, они паѓаат овдека на земјата. Они обично паѓаат или на земја или паѓаат во морињата. Еве конкретно на оној дел кај што ќе падне во морето, значи таму паѓа едно хемиско гориво кое што е високо токсично, кое што е високо, да речеме тоа е монометилхидрозин со азотетроксид кооксидатор. Значи тоа е гориво кое што самото меѓу себе, ако се спојат тие две частички, они доаѓа до самозапалување. И на оној дел кај што ќе падне, обично на морето, во мориње кај што ќе падне, во радиус од неколку километри, се што ќе се најде на жив свет он изумира. Значи се работи за една доста страшна работа при ова лансирање, мислам, поготово со ова лансирање, со сите овие лансирање, мислам, добро, они доста придонесуваат за науката, за развојот на човештвото, за развој на техниката и за тоа, меѓутоа делуваат многу негативно на самата околина и на самата земја. Ехо, Еве не повторно од студиото. Милчовски, колку космодроми постојат во светот во днешно време? Еве да речеме, во Бразил има космодром наречен Аликанта, Израел има космодром наречен Палмачам, во Индија во последно време станува доста голема астросила, значи низиниот космодром се вика Шри Хариката. Во Иран исто во последно време на 2 пати лансираше ракети, значи неговиот космодром се вика Семнан. Са Казахстан, овој космодромот најпознатиот во свет е космодромот Казахстан, во Бојконур во Казахстан, и таму она преска заборив да кажам дека бившиот Советски сојуз, а денеска и Русија, годишно му плаќа 150 милиони долари за територијата што држи на Казахстан. И Русија е должна некаде околу 10.000 работници да вработи во овој космодром, значи или во фабриките во Казахстан. Мислам, може да се замисли колку добро Казахстан го има уновчено тој дел од тие казахстански степи, затоа што таму нема ништо освен камен и слично. И тоа е всушност една територија со диаметар од 90 км. Таа територија припаѓа на Советскиот сојуз. Меѓутоа, по ново време Русија почна да се гради и космодроми на низината територија, мислам тука од рангот на космодромот што е во Бојконур. Сега во Кина има повеќе космодроми, претежно тие се на источниот дел од кинеската обала и во пустината Такламака, значи
Джуецюан е едниот, Сиченг еден космодром, Тејджуан е исто така еден од трите космодроми во Кина. Маршалските острови кои што се наоѓаат во Пацификот, тоа има одон еден космодром кој што Соединетите Американски држави го направија всушност како една лансерна база. Исто така во Норвешка има космодроми, тоа е на еден брод. Тој брод се нарекува платформа на Одисеј. Пакистан има космодром Сонмани се нарекува. Сега во Русија постојат повеќе космодроми, значи ги би кажал неколку Домбровски, источниот космодром кој што сега Советскиот сојуз планира да го гради близу Владивосток, значи тоа е космодром нешто налик на Бојконур, значи всушност кој ќе биде изграден кој што Советите велат 2025 година, тој ќе биде далеку најголем космодром на светот. После тоа Капушин, Плесек, Свободни. Во САД исто така постојат повеќе космодроми, Кейп Канаравал, Вандерберг, тоа е база во Северна Каролина, космодромот Кенеди, Централно-Атлантскиот космодром кој што се наоѓа на Атлантскиот океан, значи некаде околу 200 километри јужно од Њујорк. Северна Кореја има космодром Тончан Ри наречен. Франција па после тоа кон нејза се приклучува и останатите европски го имаат космодромот Гуру во француска Гвајана. Шведска има свој космодром на крајниот север, таму Естранд наречен. Јапонија има два космодрома, значи Танегашима и Ухуанура, значи тоа се космодроми кои се наоѓаат источно од ова. Сега кога ги спомнавме космодроми, би напомнал само дека од неколку космодроми само може да се лансираат ракети во Вселена. Останатите космодроми служат претежно за лансирање на ракети од краток или среден дострел. Значи, тоа се претежно космодроми кај што, да речеме Израел. Израел е држава која што е помало од Република Македонија. Меѓутоа, нивните космодроми се наоѓаат во јужниот дел на Израел, значи онаму во оној пустинскиот дел, и тоа се всушност лансерни рампи кои што се свртени према арапскиот свет или према Иран. И као што пред неколку години Израел го нападна Ирак, всушност го нападна од овој космодром со едни вакви ракети со краток дострел некаде од 2,5 до некаде од 1500 до 2500 километри. Значи, едино космодромите Бојконур, космодромот Кейп Канаравал, космодромот Плесек, Капушин, Гуру, и космодромот Кенеди во Соединетите Американски држави се всушност космодроми од кај што може да се лансира ракета која што ќе полета со прва и со втора космичка брзина, односно која што ќе биде упатена према во орбита околу Земјата или па према месечината или останатите планети во сончевиот систем. Предполагам за вас не е непознато. Колку чини едно лансирање? Па да, зависи од тоа што како се лансира. Значи многу е битно што како се лансира. Еве да го земеме Space Shuttle. Значи најефтина варијанта на едно лансирање на Space Shuttle, значи кошта некаде околу $200 милиони, плюс едно 20 до 30 милиони за екипажот, значи што се дава, мислам тоа дали било коплата, дали било разни осигурувања или слично. Отприлика најефтиното лансирање некаде од 220 до 250 милиони $. Сега, ако се лансира некој сателит кој што треба да влезе во орбита, неговото чинење кошта некаде 300 до 400 милиони американски $. Ако се планира да се излезе надвор на космонаутите, значи да излезат во отворен космос и при тоа да извршат некоја поправка или некој ремонт или нешто, склапање на некои делови или било, тоа кошта преку $500 милиарда на американски $. Значи се работи. Тоа всушност е една од највисоките цени. Американците држат таа цена доста високо. Затоа во последно време, значи во последниве десетина па до 15 години, Советите тука многу го презема тој пазар од Соединетите Американски држави, затоа што нивното лансирање чини некаде од 50 па до 70% од цената на американското лансирање. Ехо, од Вселена. Колку трае векот на едно вселенско летало? Постојат 5 шатлови, меѓутоа сега постојат само
3, двата за жал нели настрада и при тоа настрадаа 14 луѓе. Шатлот е предвиден неговите мотори да траат околу 5 часа. Сега при едно негово лансирање, значи секој шатл троши овај моторот му работи некаде од 5 до 7 минути. Значи после тоа се гаси и он го користи ја користи на забрзување што има постигнато при односно на брзина од првата космичка брзина. Така да нивното лансирање се смета дека они можат да бидат лансирани некаде по 50 до 60 пати и после тоа нормално идат во пензија. Така да еден од шатловите, мислам Колумбија, дека веќе е во пензија и летаат само Атлантис и Ендевор. Дали станува збор токму за овој пензионираниот шатл, кога слушнав на мала врата дека еден одслужен пензиониран шатл е на продажба? Да, еден од шатловите, да. Мислам Колумбија дека е на продажба и си имаат јавено. Сега не ми текнува цената дали беше од 400.000 па до 4 милиона, дека ќе му биде продадено на еден богат американски колекционер на вакви летала. Мислам дека цената е договорена, дека тој шатл ќе биде продаден. После тоа се јавија од НАСА кои велеа дека сепак тоа не би било, дека шатлот би требало да се постави во музеј. Сега он си остана човекот доследен на тоа, дека мора еден да му се продаде, у договорот било нагласено дека еден шатл ќе се продада. Што ли ќе му прави богатиот Па не, американец? они рекоа дека сите оние ризични делови што се, значи сите оние опасни делови што ги содржи шатлот, значи ќе бидат демонтирани и трнати и дека ќе биде поставено буквално само контурата и внатрешниот дел од шатлот да се види така како космонаутите летаат. Јас бев на место на богатиот американец, ке побарав да остане барем уредот за создавање, вештачко создавање на безтежниска состојба. Помалку да си уживаш. Не, видете, од двата советски шатла, мислам, нарочито ги велам советски затоа што денеска припаѓаат нели на Русија, меѓутоа се произведени во советската ера. Еден од руските шатлови кој што се нарекува Буран, он се наоѓа во паркот Горки во Москва и таму служи као атракција на мислам една од најпознатите атракции токму влегување и разгледување на Буран, значи на ова. А додека еден од 7 бурани, 7 мислам дека има направено, едниот реков е во Горки, а додека останат еден е во паркот во Мелбурн во Австралија и он исто така таму служи као некаква си туристичка атракција за туристите. И мислам дека и тој беше вратен во Советскиот сојуз. Веројатно е интересно да се биде во близина со летало, со објект во принцип кој што бил далеку во Вселената. Да, секако интересно и возбудливо. Моето последно прашање за вас, Зоране, како се врши лансирање на една ракета? Па добро, во зависност од тоа, да, дали е ракетата као налик нешто на Space Shuttle или она класична ракета, да речеме од принципот на ракетата Сојуз или Прогрес. Обично ракетите се едностепена, двостепена или тростепена. Значи ако треба да полета према Вселената, во орбита околу Земја обично на двостепена, додека ако треба да полета према надвор према месчината или према планетите на тростепена ракета. Сега обично конкретно да земеме за повторно ќе го земеме Space Shuttle. Обично 24 сата пред полетувањето започнува одбројувањето на Space Shuttle, значи. Сега кај него прво што доаѓа? Прво доаѓа до палење на оние бустера, до палење на централниот резервар. После централниот резервар, чим трите мотора се запалат, значи се палат и двете бустер ракети и при тоа шатлот полетува. Сега после период од 2,5 минути, значи се откачуваат овие две бустер ракети затоа што тие го трошат своето гориво. Шатлот полетува, значи само со помош на централниот резервар и после 7 минути се откачува централниот резервар и шатлот си лета слободно, значи веќе он ја постигнува таа прва космичка брзина и он веќе ја фаќа орбитата околу Земјата и он веќе полетува веќе летањето, мислам, односно на припремата за летањето кај него завршува и веќе космонаутите кои што вело веќе можат слободно се напијат кафе во Вселената.
Ви благодарам за вечерва. Благодарам што ме поканивте.